Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик, а со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. А во ова издание за приоритетите на македонската надворешна политика, интервју со амбасадорот во САД Зоран Јолевски. Но најпрвен, американскиот претседател Обама денес ќе представи нов одбранбен план што носи буџетски скратувања од милиарди долари и става крај на со децении старата стратегија за подготвеност да се водат две војни одеднаш. Председателот ќе објави новата стратегија во Пентагон, придружен од секретарот за одбрана Леон Панета и членовите на Сдружениот Генералштаб. Новинските извештаи наведуваат дека новата стратегија предвидува САД да можат да водат и победат во една војна, додека истовремено да блокираат агресивни действија на друго место. Новиот стратешки поглед се очекува да акцентира американската посветеност на Азиско-Пацифичкиот регион како резултат на зголемената загриженост на Вашингтон од се поголемата кинеска армија. Друг проминентен дел е спротивставувањето на Иран. Според новински извори, кратењето на силите ќе биде за 10%, најверојатно од Европа и Авганистан. Барак Обама ги разлути републиканците со именувањето на Ричард Кордрей за директор на новоформираното Бюро за финансиска заштита на потрошувачите, додека Конгресот е на распуст. Председателот коментираше дека на сите им е јасно оти Кордрей е квалификуван за позицијата, но дека републиканците го попречуваа неговото наименување, бидејќи не се согласуваат со формирањето на бюрото. Обама смета дека функцијата е потребна за заштита на американците од злоупотребите во финансиската индустрија. Првиот републиканец во Сенатот, Мич Маконел, го обвини Обама дека креира една од најнетранспарентните и најмокни агенции во Вашингтон. 31-годишниот наредник Френк Вутерик, последниот од 8 маринци обвинети за убиство на 24 ирачки цивили, неделава ќе се појави пред суд за случајот од ноември 2005 година. Тој командувал со единицата која нападнала домови во градот Хадита. Одбраната на Вутерик вели дека единицата ги барала одговорните за загинувањето на маринецот Патна Мина. Обвинителите тврдат дека нападот бил во знак на одмазда за убиството на маринецот. Во Вашингтон, македонското знаме е на половина копие во амбасадата во САД, каде е отворена книга на жалост за поранешниот председател Киро Глигоров. Бројни лица од дипломатскиот кор изразуваат почит. Книгата на жалост ќе биде отворена до 6 јануари. Интензивно лобирање за добивање покана за членство на престојниот самит на НАТО во Чикаго, најави македонскиот амбасадор во Вашингтон Зоран Јолевски во интервјуто за Гласот на Америка на македонски јазик. За приоритетите на македонската надворешна политика со првиот човек на Македонија во САД разговараше Јане Бојаджиевски. Интеграцијата во НАТО останува приоритет за Македонија. Амбасадорот Јолевски најави интензивно лобирање во американската влада, Конгресот, Сенатот и невладиниот сектор пред самитот на Алијансата во Чикаго во мај. Се разбира, за Македонија е приоритетно да влези во ова алијанса и се разбира дека сме спремни да го почитуваме, односно да влеземе на начинот кој што влагавме во другите меѓународни организации. Првиот човек на Македонија во САД подвлекува дека Македонија очекува Грција да ја почитува одлуката на Меѓународниот суд на правдата во Хаг, а зидните билатерални односи со Грција вели. Република Македонија секогаш се залагала за добри односи со своите соседи, вклучувајќи го нашиот јужен сосед Република Грција, и се надеваме дека ова одлука ќе има позитивен импакт, позитивно влијание за развивање на овие билатерални односи. Јолевски го информирал посредникот на Обединетите нации Метју Нимиц дека Македонија е подготвена да ги продолжи разговорите за името, за да се најде решение што ќе го почитува идентитетот и достоинството на македонскиот народ. Вели, во постојан контакт е со Нимиц и средбата во Њујорк на 16 и 17 јануари не е неочекувана. Еве што планира македонската дипломатија во САД на економски фронт. Во овој втор дел од годината ќе направиме интензивни економски активности за промоција на Република Македонија, за привлекување на странски инвестиции, за промоција на македонскиот извоз, за лобирање да донесеме американски туристи во Македонија. Амбасадорот Јолевски најави 2-3 економски презентации на можностите што ги нуди Одамнешната спогодба за размена на студенти меѓу Универзитетот Норич во сојузната држава Вермонт со Универзитетот Свети Апостол Павле во Охрид.
Од ракот на бели дробови годишно умираат 1,5 милиони лица. Екипа научници од клиниката Кливленд и Универзитетот Илиноис работат на нов тест, што може да ја олесни диагнозата и третманот на болеста. Наскоро диагностицирањето на ракот на белите дробови можеби ќе се прави само со едно издишување. Оваа машина прави анализа на здивот на пациентот и го идентификува точниот состав на органските делови во него. We all have chemicals in our breath. Сите имаме хемикали во здивот. Поентата ни е дека хемикалиите во здивот кај луѓето болни од рак се нешто поразлично од кај здравите. Со истражувањето на клиниката во Кливленд раководи екипа научници на чело со доктор Питер Мазон. Го тестирале здивот на 229 пациенти. На 92% од нив претходно биле диагностицирани со рак на белите дробови, а останатите биле со висок ризик да заболат. We found that we could be in the 80 to 85% accuracy range at detecting lung cancer. Точноста на тестот со издишување испадна 80 до 85%. Точноста беше поголема кога утврдивме специфичен рак на белите дробови, отколку само рак воопшто. Откривме и дека може да утврдиме дали ракот е во рана или досна фаза. Истражувањето покажало и дека агресивните видови на рак имаат различна биосигнатура од поспорите. Тестот сепак ќе треба да биде рафиниран пред да се пушти во широка употреба. Предноста е што би било полесно поднослив и поевтин од биопсијата и скенирањето што сега се употребуваат. А во наредната емисија, светот на економски план за 2012 година. Дали може да се очекува подобрување? Не пропуштајте го утрешниот News Flash. Потешката 2011-та каква ќе биде оваа година? Во САД економистите велат ќе видиме повеќе од истото. За Европа многу повеќе предизвици. Гледате во утрешен News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. Гласот на Америка и годинава ви доделува бесплатен календар. За да се пријавите, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или пак побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и гледајте ни утре.